Емисијата Поздравете ги најмилите постои веќе точно 10 години, од 2003 и стана своевиден бренд на програмата Глас од татковината. 10 години сме секоја сабота на радиобрановите на нашите иселеници од Европа и светот. И со таа дружба со нашите најмили произлезе проектот Средба на радио пријатели. И од тогаш секој август, првата сабота по големиот македонски празник Илинден се одржува во различни градови во Републикава. Започнавме од Виница, Струмица, Струга, Маврово, Пробиштип, Кавадарци, Скопје, Штип и оваа година во Велес. Оваа година е 9-та средба и ќе се одржи во хотелот ресторант Монтенегро Ривиера. Со нас во студиово е главниот менаџер на хотелот господин Зоран Тодоровски. Добро вечер, господине Тодоровски, добре дојдовте во програмата Глас од татковината. Добро вечер. Најпрво да ви се заблагодарам за гостоприемството, што ме поканивте да бидам ваш гостин и воедно да искористам прилика да ги поздравам сите наши слушатели надвор од нашата држава, диаспората на Македонија и истовремено нашите слушатели во нашата Република Македонија кои во моментот не слушаат. Вие сте собственик на хотелот каде ќе се одржи средбата на радио пријатели на програмата Глас од татковината. Вообичаено, угостителите започнуваат со работа со помали објекти, па какви беа вашите почетоци? Јас ако би зборувал лично какви биле моите почетоци, има една подолга аутобиографија или историја на моето работење, меѓутоа ќе бидам краток. Имам завршено електротехничка школа телекомуникации во средната војна школа некогашна во бивша Југославија, каде што првите мои работни почетоци се во Херцег Нови, Република Црна Гора, и истовремено покрај работењето запишав електротехнички факултет во Подгорица, каде што го завршив како дипломиран електроинженер телекомуникации и својот животен и работен век од некои си 17,5 години го поминав во Херцег Нови, но со случувањата 93 година што се случија во бившата држава Југославија, одлучив со своето семејство да се вратам во мојот роден град место Велес на живење, каде што започнав со приватна компанија Монтенегро Електроник, поточно регистрирав таа компанија 93 година, која се бави со сервисирање на електронски и телекомуникацијски услуги и едно долгогодишно работење од 20 години или да бидам поточен 15 години го крунисав со една инвестиција, значи стварање на тој хотел Монтенегро Ривиера, каде што понатаму одлучив да се бавиме воедно покрај електрониката и со хотелиерство и угостителство. Значи, долгогодишното успешно работење на Монтенегро Електроник за 20 години го створи или ја круниса хотелиерско-угостителската установа хотел Монтенегро Ривиера. На пазарот сме во Македонија или поточно во нашиот град Велес 5 години, значи тоа е млада фирма, нова фирма, се бориме, тешки времења се, меѓутоа со работа, со многу енергија вложена, успеваме да обстанеме и иако е се кризни и тешки времења, резултатите покажуваат дека одиме чекор по чекор, малку по малку напред. Во моментот го менаџирате хотел-ресторант Монтенегро Ривиера. Со колкав капацитет располагате? Па нашиот хотел располага со 27 високостилски опремени соби. Капацитетот ни е значи за 60 гости. Успеваме, поготово во сезонскиот период, негде почетокот на април до крајот на ноември, успеваме да доведеме туристи во делот на хотелиерството. Углавном туристите се во делот на транзитниот туризам, руси, белоруси, маđари, словаци, чеси, украинци, срби и така натаму. Преку годината се трудиме да менаџираме во делот на ловниот туризам, затоа што нашето ловеште Руен во Велес располага со поголема површина на ловни терени, така да доаѓаат разноразни профили и структури од странски држави, од Грција, Италија, кои како дестинација го користат Велес во ловниот туризам и обезбедуваме смештајни единици за тој профил на гости. Кој е ваш специјалитет на кујната? Па наш специјалитет за да бидеме препознатливи по името Монтенегро, ние Монтенегро Тава, меѓутоа не ни се испуштени нашите македонски специјалитети. Ѓозле ме пита пастормајлија, нашето традиционално македонско тавче, гравче и така натаму. Меѓутоа да бидеме препознатливи, тавата Монтенегро ни е
ударен специјалитет каде што го преферираме његушката пршута, говедска и свинска од поднебљето на Црна Гора, да го споменам. Његуши, поточно цетиње, полека на некој начин ги навикнуваме гостите на тој специјалитет. Во близина се наоѓаат стари археолошки локалитети. Колку како македонци умееме да ги насочиме посетителите кон овие значајни места, кои се историја на македонскиот народ и идентитет? Па ако барате лично моје субјективно мислење, значи ние многу се трудиме и успеваме полека да им дадеме на значај на тие археолошки историски локалитети. Ќе го посочам конкретно Стоби. Еве, веќе неколку години, скоро 5 години, се случува тој настан град театар и заправо и оваа година од 11 до 16 ќе имаме гости од Турција, од општина Каршијака, поточно град Измир, каде што ќе има динамика во тој дел и ќе се даде поголем публицитет заправо на тој еден наш значаен град Стар Стоби. Тоа е тоа. Дали сте задоволни од работата на локалната самоуправа со одбележување на историските места, хотелите и другите значајни сегменти за развој на туризмот и посетеноста на вашиот град Велес? Во целина да, меѓутоа во делот на туризмот мислам дека треба да се вложи повише енергија и инвестирање, бар да се искористи таа благодетна убавина Велешкото езеро Младост. Владата на Говескија и нашата локална самоуправа дека треба да дојде одредена инвестиција, да се прави регионален центар за менеджмент и за туризам, за школување на такви кадри, странска инвестиција, а би било пожелно и наши инвеститори, да тој начин ќе му дадеме значење на нашиот град Велес, ќе доваѓаат туристи, јас знам да кажам, би било убаво да го направиме Велешкото езеро како еден мал доиран, а со самото доваѓање на странски туристи и на наши домашни туристи, на Велес ќе му се даде, значи тие туристи ќе трошат пари, народот ќе биде побогат, поплеменит, а со самото доваѓање на странски туристи ќе се носи култура во самиот град. Велес ќе стане еколошки чист град со дислокација на топилницата и тоа ќе допринесе до поголема посетеност на туристите. Да, истомислени сум за тоа и среќен сум како човек што заправо со топилницата овој цинк се случува ова и што ќе се случи конечно Велес да постане тоа што треба да биде, чист еколошки град. Уште едно прашање, како се чувствувате вие кога дознавте дека го избравме вашиот хотел за нашата среда? Па да бидам искрен, бев посебно среќен. За мене е тоа предизвик, уз ваше сугерирање, уз заедничка организација, сакам тој настан да го направиме, што би рекле професионално убав и сите тие наши гости да бидат задоволни, среќни, да го видат тој хотел, ресторан Монтенегро Ривиера. Тоа што е убаво да го кажат дека е убаво, таму каде што имаме мани да искритикуваат, да ги поправиме, да одиме напред. Значи, со прост збор, ми е драго и мило што тој настан ќе се случи кај. Ви благодариме за учеството во нашава програма и што дојдовте вечер во ова дожливо време од Велес. И ја ви благодарам на вашата покана, а на крајот ќе искористам прилика да си го поздравам мојот кум Киро Оровчанов со своето семејство во Австрија, во Вивиено. Да му посакам многу здравје и среќа, па да даде Господ да се видиме на 9 август, да ми биде и он мој гостин во хотелот. Многу слушатели да знаат, со негов благослов и од него е земено земјиштето на кое постои денешниот хотел Монтенегро Ривиера. Значи, првичен собственик на земјиштето каде што е изграден хотелот беше Киро Оровчанов.